Почитувани гледачи, се враќаме назад, како што најавивме, Дејан Андоновиќ е тука со нас во студиото, со него стандардно во овој термин ги анализираме последните случувања од регионот и светот. Ќе почнеме со Србија. Пред малку Нелија вклучивме нашата колешка Кристина Атовска, која што напомена дека во Белград ќе има повторно протести викендов. Дејан, опозицијата и понатаму не се откажува од барањето, од друга страна пак власта не сака да попушти ниту за влак. Па, откако она во саботата се случи, ми се чини дека и за опозицијата и за власта, но пред се за опозицијата и опозиционите лидери кои се разединети во таа здружена опозиција, успеа некако да привлечат внимание, упадна нели во РТС, па утре дента беа пред председателството на пред зградата на председателството, блокирајќи го наводното излегување на председателот Вучиќ од зградата, па подоцна уапсените 18 лица протестира пред полициската станица и дадоа ултиматум им дадоа ултиматум на властите, односно 24 часа да ги ослободат уапсените, инаку во спротивно ќе продолжат со протести. Колку што знаеме и граѓанска непослушност. И граѓанска непослушност се разбира. Власта излезе децидно и рече дека тие што имаат прекршочни пријави ќе бидат пуштени, тие што имаат кривична пријава, како оној лик кој на снимките го видовме со моторна тестера што само укажува на насилство. Вчера се координираше опозицијата, опозиционите лидери и одлучија за викенд да ги продолжат протестите, но она што денеска привлекува внимание, иако е мирно, најавата дека ќе бидат масовни протести, дека ќе биде граѓанска непослушност, но и повик на блокада на институции, на сообраќајници. Па, според последните информации, телевизија Пинк, една од телевизиите кои го поддржуваат актуелното владење на Александар Вучиќ, излезе со стравување дека е најавено наводно, сега ние немаме таа изјава, но според нивното кажување да се блокира и телевизија Пинк, нешто како што се направи тоа и со РТС. Значи, барањата на опозиционите лидери се јасни, тие бараат пристап до сите медиуми, меѓу кои до РТС, бараат да се направат одредени чекори пред тие предвремени парламентарни избори, од друга страна воредни парламентарни избори, од друга страна Александар Вучиќ и раководството во Белград вели дека е подготвен за предвремени парламентарни избори веднаш ако сакаат опозиционерите, но тие не сакаат и сака да дефокусира целата приказна, велејќи дека во наредните денови Србија очекува влез на Volkswagen за да се дефокусира. Нели јавноста голема инвестиција, доаѓа годишницата од бомбардирањето на НАТО и она традиционална и голема организирање на воена парада на српската војска, 9 мајска, која треба да го одбележи победата над фашизмот. Се разбира, ќе видиме во наредните денови како ќе биде. Во секој случај опозицијата и покрај тоа што е разединета, опозиционите лидери се диаметрално спротивни со сите политички ставови. Ќе потсетам само дека еден од лидерите Драган Джилас, другиот лидер на Двери, значи сите се од екстремна десница до екстремна левица, но се обидуваат нешто да направат, да привлечат внимание и да се обидат да го нарушат на некој начин владењето на Вучиќ, но засега ми се чини дека тоа ќе остане само на ниво на тие протести кои се во Белград. Меѓутоа, очигледно е дека мора да имаат некоја заедничка стратегија, во спротивно џабе ќе бидат сите напори до сега вложени за да го сручат. Напорите се вложуваат околу 5 недели веќе траат тие протестите. Едно од можеби најголемите забелешки беше што не беа третирани доволно од медиумите, пред се од државната телевизија РТС, за која тие сметаат дека вашето право да знаете се е мотото на РТС, па оттаму и се повикуваат ако треба ако е мотото ваше право да знаете се, треба и нашата приказна да ја прикажете, но во секој случај засега ниту РТС ги вика на гостување, ниту ги следи. Ќе видиме како ќе заврши целата таа приказна, но навестува дека регионот влегува во една, ми се чини, турбулентна политичка пролет. Утре, ако не се лажам, треба да биде исто така објавена и пресудата за Радован Караџиќ. Што беше карактеристично за овој случај? Па, Радован Караџиќ како лидер на босанските срби кој е обвинет за геноцид и преселување на несрпското население за време на босанската граѓанска војна од 1992 до 1995 година беше осудан во мај
ми се чини 2016 година на 40 години затвор, но утре треба да биде објавено по жалбата или на неговата одбрана, утре треба да биде објавена второстепената пресуда за овој случај. Според последните информации, Радован Караджич практично отпаднаа сите обвинувања за геноцид во сите општини во Босна и Херцеговина и му остана само она најголемата, тоа е геноцид и истребување на муслиманското население од Сребреница, за што е обвинет, каде што според медиумските информации, сега не знаеме, едните велат дека е тоа фингиран случај, другите велат дека тоа вистина се случи. Околу 8.000 муслимански цивили се ликвидирани од страна на српските паравојни формации, предводени токму од Радован Караджич. Утре треба да биде објавена таа пресуда, со што и конечно ќе заврши овој случај, особено откако Радован Караджич од 1998 до 2008 се криеше, го немаше никаде, па беше пронајден во Белград и уапсен. Од тогаш трае тој судски процес. Она што се стравувањата на властите на Република Српска и србите во Босна и Белград е дека тоа е наместен случај и дека Радован Караджич ќе добие таа доживотна затворска казна. Од друга страна излегува денеска некои интересни информации од некои поранешни хашки обвинители кои стравуваат дека после се ова можно е Радован Караджич да биде пуштен на слобода. Ќе видиме утре што ќе се случи. Во секој случај, каква и да биде пресудата за Радован Караджич, дополнително може да го разборичка регионот и политичките чувства, особено да подсетам дека терористичкиот напад во Нов Зеланд во петокот, каде што нели тој убиецот, тој психопат слушаше музика на босанските срби, го имаше Радован Караджич. Некои од аналитичарите тврдат дека тоа имаше за цел дополнително да се стави терет на Радован Караджич за да биде осуден на максимална затворска казна. Затоа велам, ќе видиме каква ќе биде утре пресудата и од тоа практично ќе се разборичкаат дополнително политичките емоции или кај србите или кај муслимани. Го спомена терористичкиот напад во Нов Зеланд пред неколку денови, вчера се случи нешто слично во Холандија. Денеска пак во Норвешка се случи напад во училиште. Не е толку страшен како претходните два, меѓутоа како да се врзани сите овие настани. Некако настаните во светот, ако се приметили во новинарските извештаја, ама и во светот, еден настан кој ќе се случи од одредена работа, потоа се отвара друг. Ако најдеме еден педофил, после тоа ќе се најдат уште 20 педофилски напади. Така и со тероризмот. Во петокот беше Нов Зеланд, беше страшно. Тоа како изгледаше, како онаа игра, видеоигра на Counter Strike, каде што психопат влезе и уби толку луѓе. Вчера во Утрехт во Холандија, денеска е во Норвешка. Веста вели дека ученик со ножи со вилушка која е земал од кантината нападно обработени практично наставници во училиштето и повредени се неколку лица, нема жртви за среќа, тој е уапсен, но сега се бараат мотивите. Се бараат мотивите и за убиецот во петокот, се бараат мотивите и за убиецот вчера во Холандија, се бараат мотивите и на овој човек. Дали се работи за некоја заспана келија на терористите кои имаат за цел да шират страв? Дали бил мотивиран од претходните настани? Некој настани. Во секој случај тероризмот зема повторна замав и тоа, ако приметуваш, не се случува тероризам врз, не знам, министри, генерали, политичари, рок звезди или глумци познати во светот или богати бизнисмени, туку на обичните луѓе, за да се все е некаков страв, да се помислиме и јас и ти, еве Елена, дали сме безбедни кога ќе излеземе надвор и полека да се затвараме и да живееме во страв. Веројатно ќе мораат властите и во Европа и во целиот свет да се справат со таа фама наречена тероризам или екстремизам или можеби умоболно нешто, не знам. Ќе видиме во секој случај сите три настана не се поврзани, немаат терористичко-политичка позадина, но мора да се најде причината што ги натерало тие луѓе да посегнат по животот на други луѓе. Станува да се надеваме дека нема и да се повторуваат вакви. Па добро, само во контекст на овој црн билтен денес мораме да кажеме и за дојавата на бомбата во близината на зградата на Европскиот парламент која денеска беше, поради што беше евакуирани околните згради, имаше дојава на телефон дека е поставена експлозивна направа, па малку нели дојде до паника, меѓутоа после извесно време се покажа дека е тоа лажна тревога, но тоа само укажува колку полека тој екстремизам или наводен тероризам зазема замав секој ден и тоа на места кои се сметаат за
безбедни, за релативно солидни држави, каде што не можеме се повикаме ниту на сиромаштија, ниту на незадоволство, ниту на неразвиеност и простотилок. Се работи за нешто што ќе мораат истражните органи на сите земји во светот да откријат што е тоа што луѓето ги тера да направат овакви засега изолирани обиди за напад. Ти благодарам, Дејан, за денешното гостување, а време ни е тука да се одјавиме. Секако се гледаме повторно во 17 часот. Со мене со колегата Антонија Крстевски. Во меѓувреме не го менуете каналот, бидејќи следуваат вестите со колегата Александар Петревски.